Димитар не е задоволен од планот на Ковачевски за амнестија. Оливер не се согласува со Спасовски. Кренар го брани Лога. Разногласието меѓу премиерот и министрите е јасна порака дека власта се подготвува за избори и се обидува колку може да спаси од рейтингот кој е во слободен пат. Познавачите се на ставот дека она што го гледаме последниве денови каде премиерот Ковачевски дава предлог закон, а партискиот лидер Ковачевски ќе поднесувал амандмани на истиот закон, со кој пак не се согласува првиот полицаец, е јасна порака дека кампањата за изборите е веќе почната, вели за Алфа политичкиот аналитичар Агим Јонус. Видете, кампањата е веќе на големо почната за изборите. Кој што сака нека каже, меѓутоа не треба специјален бинокулус за да се примети дека кампањата е во полн ек, во една своја форма која треба да претходи на сериозната пред парламентарна, кампања. Најадекватен одговор за ситуацијата во која што се наоѓаме, а апропо какафонијата, би била една народна поговорка која вели "Среќо моја чорави народе". Последниве денови видовме фотографии од враќањето на пранешниот премиер Зоран Заев во партиското седиште на СДСМ. Според политичкиот аналитичар Александар Ристевски, тоа само го покажува очиот на власта во обидот да го сопрат тонењето на бродот кој веќе е под вода. И она последно што го направија со враќањето во партиското седиште и на Заев и на Шекеринска, тоа повеќе го покажува и очајот, затоа што сите оние луѓе кои беа некаква и основа на сите овие негативни и лоши случувања во државата кои беа, да ги вратите назад и политички да ги оживеете, па оние повици на нивните пратеници, членови раководство, дека или ќе се обединиме или се оди удолу. И Ристевски е на ставот дека власта се подготвува за изборното соочување. Актуелната власт влече чекори кои очигледно се, може да се каже, еден дел од оној своевиден предизборен фолклор или удоволување на незадоволните странки. Што да се каже кога гледат и самите дека секој влече на своја страна, дури помеѓу, не само помеѓу коалицијските партнери во владината коалиција, туку и внатре на ниво на СДСМ. Според Јонус, овие потези се обид на власти да го одвлече вниманието од хаосот во кој се наоѓа државата. Во немање ништо поинакво, специфично, решително за актуелните проблеми во кои што се наоѓаме, наједноставната, филозофија на чување на некаков амбиент е какафонијата. Какафонијата е сосема природна во ситуации кога постои хаос. Македонија е во хаос, сеопшт хаос, не е во прашање само казнениот законник, предвремените избори, бугарите и така натаму. Ако ги следиме јавните обраќања на владините функционери, можеме да се запрашаме дали тие меѓу себе воопшто комуницираат. Например, вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричиќ кажа дека не ја слушнал изјавата на првиот дипломат Бујар Османи дека и по евентуални уставни измени сепак не очекуваат и нови бугарски барања.